Civil Media. Следното прашање е како би одговориле на барањата на Турција, односно Ердоган, за екстрадиција на журналисти? Тука има сега микс на правни и политички елементи, јас сакам да зборам отворено за сите, и внатрешни и меѓународни. Прво, Турција е нашиот најсилен поддржувач за влез во НАТО. Тоа е неспорно. Од кога сме членки на тие придружни програми на НАТО, партнерство за ми се викаат, Евроатлантски партнерски совет 94-95, Турција постојано е заедно со САД е нашиот најсигурен поддржувач и лобист, не само на Букурештиот самит до ден денеска. Значи, ние не смееме да ги растуриме одличните билатерални односи со Турција. Тоа не е првото, е само едно од елементите кои сакам да ги кажам. Прво и основно, државата Република Северна Македонија мора да ги почитува своите закони. Ако некој од тие луѓе за кои зборуваме и за кои Турција бара екстрадиција, ако ги имаат прекршено нашите закони, не турските закони, и нашите закони, можеме да размислуваме за таква поставка. И трето, не е небитно, Македонија во клучните области, као земја кандидат за Европска унија, и пред да почне преговори, е должна да ја усогласува својата надворешна и безбедносна политика со политиката на Европска унија и е должна и пред да почне да преговара во сите клучни сегменти и сектори на општеството да внимава кои се европските принципи и стандарди. Да преведам се на народски. Турција може да го бара тоа од нас. Ако тоа не е во склад со европските стандарди, нас другите крупни европски сојузници, исто наши поддржувачи, Германија, Франција, САД, Канада, која е членка на НАТО, можат да ни замерат. Ние не смееме да се донесеме во ситуација да добиеме еден пријател плюс во рамки на НАТО алијансата, а да изгубиме 3 други. Како ќе го направиме тоа? Со умешна, со паметна дипломатија. Ја мислам дека ние имаме паметни момци и девојки у тој дел и не се сомнам дека ќе најдат излез. Civil Media.